Околу 700 вработени во комбинатот Југохром веќе трет месец не се на работа и покрај тоа, тие добиваат плата која не очекуваат уште долго да им ја исплаќа газдата, велат од синдикатот на компанијата. Во меѓувреме се работи на терен за поставување на филтри, но заради ниските температури, работите деновиве се запрени. Во моментов вработени уште се водат во работен однос, благодарение на менеджерскиот тим на генералниот директор. Меѓутоа, тоа решение е више, секогаш кажам, краткотрајно, месец, два, три, затоа ми барамо, долготрајно решение за да стартуваме се работи и да се работа со Југохром. Па нема повеќе разбирање од газдата да дава повеќе пари, а да не остварува профит. Повеќе од 300-400 евра месечно одат на плата, а со тие пари до сега ќе завршеше некоја фаза за изградба на филтрите. Наместо да инвестира во филтри, газдата дава пари за одржување. Претседателот на владата Емил Димитриев и вице-премиерот Владимир Пешевски остварија средба со представници на синдикатот и на менаџерскиот тим на компанијата Југохром. И двете страни ја оценија како конструктивна оваа средба. Разменети се мислења и податоци во врска со актуелната состојба со која се соочува комбинатот Југохром. Одговор на своите барања, синдикалците од Југохром очекуваат до крајот на неделава. Средбата беше конструктивна, цело време додека разговараме, покажуваат разбирање околу нашите проблеми, околу проблеми на 700 вработени, имаат разбирање. Исходот од оваа средба не може да кажам дека донесена некоја одлука, оставена простор за понова средба со нив и се надеваме дека на некој решение ќе. Дали второстепената комисија која што веќе требаше до сега да одлучи има некакво образложение, некаква одлука? До сега немаме добиена некоја одлука, меѓутоа чекаме и одлука од кај нив да донесат, да ни достават. Сега каква одлука ќе донесат, не можем ништо да претпоставуваме. По средбата со синдикатот, владата излезе со свое соопштение. Во него се оценува дека во решавањето на овој предизвик треба да се земат предвид интересите на вработените, интересите за почитување на еколошките стандарди и интересите на компанијата. Владата смета дека постои можност, простор и зона на прифатливост за усогласување на овие три интереси, без ниту еден од нив да наштети на другите, стои во соопштението од владата.